Значи, сакам да ви кажам дека не треба да трчате по парите и да се жалите дека мала ви е платата. Не треба да ги гледате политичарите, они своите деца во огин ги ставаат заради вас, само за вас да не ве расипат. Им отварат фабрики, им отварат овие фирми за струја, на Зоки Малиот. Ама не Зоки Мали да џубога со овој Зоки од Струмца што е. Зоки, знаете го Зоки со травата што е од Струмца. Зоки од Струмца го стават, го фрлат детето во огин, само за вас да нема пари. Знаеш како, боле 300 евра него 300 болести. Тоа сакам да ви кажам. Он го зима, детето на 18 години, пап отвора фирма за струја, еве ти 2 милиона евра шибај. Овие у школа професорите им е незгодно, не знам како да му се обраќаат на детево, дали со Душко или со директорот, и на 18 години директор. Малиов одали, овој со 20 години, што има 30 години бизнисменчево, го фрла, внучето во огин го фрла. Нати 20 милиона купија Соравија. Денес ја купи Соравија, утре дента петарди продава човек. Вие мислите лесно е тоа? Абе со свените деца во огин Рашко 300.000 евра на детето 4 години, нати тебе 30.000, нати тебе 30.000, купи кациенда. Ги расипуваат децата. Дај му сега ти на тоа дете, еве го, тоа дете 4 години. Да го викнеш сега ти дај, кажеш, чичо ти дај 50 денари. Ти гледа ти ја тартиран лици, нормално си, ме татко ми 300.000 евра ми дава. Ги гледа како ги расипуваат децата. И вие тоа не го цените. Не го цените. Оги брат ми, тебе не ти треба 300.000 евра. Ништо тоа не ти треба. Еве ќе ти кажам, Теодора, извини, златна, сега ти си небитна, ќе земеме само како пример еден, окей, да не се љутиш. На Оги што му треба? Сега преку Оги ќе ви го давам примерот колку се малите работи се убави и ви се предност не ги гледате. Еве ќе ви давам пример. Оги брат, тебе не ти требаат милиони, милиарди тендери, не. Ти треба да си најдеш утре здравје, Теодорче, да не се љутиш сега, го земам, ти Теодора ми е многу модерно, не ми е како за домакинка. Треба да си најдеш некоја менче. Има ли некоја менче тука? Може, нема појма, но по карактер ќе ја најдеме. Треба да си најдеш некоја менче, што ќе те сака. Ти ќе си работиш во општина, таа ќе си работи у КАМ. Имате двајцата по 500 евра плата, илјадарче месечно, ви фалат уште 500 евра да прогурате, ама терате, некако се сакате, доволно ти е. И сега, Оги брат, дали ти некој ден сакаш, например, да одиш во Монако? Сакаш? Знаеш ли што има ти у Монако? На Зоки Формула 1 стазата има, таму ја направи, вие не знаете. Има коцкарници, казина, еве од околу ќе ти кажам курви, така не е битно сега тоа. Одма ќе те расипе, ќе појдеш се Теодора, таму мислиш дека ќе се врати за тебе, Теодорче, 100% нема за тебе да се врати. Затоа ти викам, не треба да трчаш по тоа, ќе те расипе. Вака ќе си дојдеш тука, ќе си најдеш некоја менче, што ќе те сака, ќе ти пере, ќе те готи, ќе ти прави компир манџа. И не треба Монако за да бидеш среќен, доволно е да влезеш во Стокомак. Влагаш во Стокомак, сабота вечер, менче си ја чука главата, утре дента 5 машини ќе пушта од тие ефтина струја, од тие 50 денари што ги заштедите тие се клучите 50 денари од 5 машини, нели? И влагаш у Стокомак, менче вика, леле, у пичку матер утре, кој ќе пере, леле, кој ќе пружа, кај ќе ги пружам сега, знаеш, менче е срекна топло време, 35 степени, 16 машини може да пушти 3 сата, брат, знаеш, се слушат одма лиштата, не бит. И ти влагаш у Стокомак и гледаш на полицата Орнел прашак за перење. Стокомак. А каде е Монако? Стокомак. Орнел. Орнелчето, на Орнелчето со салотейп залепени 2 паштети гратис. И ти веќе си среќен. Еј, и гледаш паштетите и викаш, еј, ловечка гратис. Веќе си среќен, на Монако, а курвија, бело, аца, Лукас, не ти треба, гледај 2 паштетите брат среќен. Ама Господ те гледа од озгоре и вика, чекај чедо, јас за овие кои што не бараат многу имам уште да ти придам. Го земаш Орнелчето, го вртиш, на акција е. Ти си веќе херојот на менче. Еј, со 400 денара, кај ти се тие 100.000 евра, 300.000 Ламборджини, тука Бенвиња, Монако, не ти треба, со 4, ти си херојот на менче, со 400 денара си херојот. Плаќаш на каса, леташ на кај дома, леташ, се качуваш нагоре во зградата, немате лифт, немавте пари за во зграда со лифт. Небитно е сега тоа, се леташ нагоре, менче таква целата, ти влагаш унатре
и го вадиш прашокот со паштетите. Менче го гледа паштетите и вика гратис. Ти кажеш чекај, го вртиш, вика на акција е. Менче веќе 2 пати ти има дадено со 400 денара. И вие тоа не го цените, малите работи ви се предноси, не ги гледате. Туарам да вие. Зимаш, искачаш на тераса, среќен, машината веќе врти, бабар. Малце шета машината, ама не битно. Битно врти. Менче срекна нема да пере на раце со свинскиот сапун. Со свинскиот, да. И брат, палиш цигара и тука пред тебе проаѓа тој од Швајцарија што е дојден од диаспората со ламборџинито што го рента тамо. И доаѓа тука да се курчи. Гледате како ги расипува парата на курчки тера. Доаѓа со ламборџинито, со ламборџинито и ти му викаш колку си глуп. Мене не ми треба ламборџини 5000 евра плата. Мене ми треба менче и паштета. Колку малку си среќен, влагаш натре, веќе мириса орнелчето, ја отвораш првата паштета, мириса на орнел и на паштета на домакин лук. Малите работи, зимаш мачка, зимаш едно лепче, тоже маце тврдо ти е лепчето да ти од завчера, треба ти трае до среда, го потпеквиш маце со маргаринчи, со вегетичка, со кристалче, тап го вадиш, тенко од паштетата мачкаш се, гледате со менче на солзени во очите, ви фалат 500 евра да го прогурате месецот, но ти е доволно. Ете тие мали работи не ги цените и плюкате по политичарите. Срам и арам да ви е. За крај, пред да свршиме. Сам да завршиме, не ме гледате така. Другари, не дај Боже ја да сум ви на власт. Мислам, еве например да замислам ја да сум ви премиер. Прво Бог да чува ја да сум ви премиер, али еве, например, замисли да сум ја премиер. Да, си викам пичкова, замисли да си премиер на ваков незахвален народ. Замисли да си премиер на народ што го донесе Зоки да биде премиер. Каква Дилајла, мајко мила. Замисли да си премиер на народ што у сабота у 9:30 са бајле се тепа за леп како ненормален. Зашто? Оти ништо не работи, утре купи 5 леба ќе умреме за леп дома. Абе, еве го кај е понеделник, ти знаеш кај е понеделник, ти будал си купи 5 леба ќе умреме за леп дома, ненормален ден. Оти макароните со леп ги јадеме, разбираш. Замисли да си ти премиер на народ што у короната се тепаше за тоалетна и квасец, како тоа да е лекот. Земеш малце квасец од тоалетната, го замоташ квасец од тоалетната, малце тука, ти пројди и корона и све. Ја не знам, уште ја трошиме тоалетната од короната ние дома. Немам купено тоалетна 4 години. За крај, другари, да сум ви ја премиер, пеич да не ме гласате вие, нормални ли сте? Фала ви многу, да сте живи и здрави и да ни е жива Република Македонија.